Оваа клупа со поглед на Северното море има потресна приказна. Ако седнете овде, или ќе почнете разговор со некого, или можеби ќе се расплачете. Мојот сопруг си го одзеде животот во 2019 година. Рейчел Стоун е вдовица. Во тоа време имаше толку многу млади мажи кои внатрешно се мачеа и кои си го одзедоа животите. Сакав да направам нешто да помогнам. Се чувствував безпомошно. Додека била оставена сама на себе да одгледа две мали керки и незиниот постар посинок, Рейчел се труди да се сеќава на незиниот сопруг кој бил под депресија. Само во случај да престане комуникацијата, има директен потсетник за телефонска линија за спречување самоубиства. Ако се чувствувате очајни и сте стигнале до вакво место, дојдете и седнете. Потребно е само една личност да ве праша дали сте добро. Ако навистина имате ваква можност денес, можеби нема да си го одземете животот. 10 мили на југ се наоѓа местото од каде со текот на годините неколку луѓе се самоубиле. Карпите веќе нема толку мрачна репутација, делумно благодарение на шемата за обнова на соседството, вклучувајќи ги и клупите. Ова е Рамскейт, поморски град на околу 80 мили југоисточно од Лондон. Ова е разговорна клупа. Прекрасен сончев ден, вистинска промена од мизерната зима што ја има Велика Британија. Луѓето со надвор. Но дали некој сака да разговара? Тажната вистина е дека сите игнорира, додека не се појави Дейвид Барбер. Тој е еден од лидерите на локалната заедница што свој за овој проект за разговорна клупа. Животот е прилично тежок, нели? Не е баш лесно. И така се шири осаменоста. Барбер коментира дека интернетот е полн со можности за споделување на мислењата кои што луѓето ги објавуваат, но ретко ги споделуваат лично, лице в лице. Технологијата не помогна. Луѓето се шетаат со своите телефони. Имаат слушалки, не сакаат да разговараат, не сакаат да имаат ниту контакт со очите. Уметноста на разговор ужасно се намалува. Неодамнешните истражувања спроведени по пандемијата покажуваат постојан пораст на осаменоста. Генерално, секој трет британец се чувствува осамено, но изненадувачки фактор е што најмногу страдаат младите луѓе. Истражување спроведено во 2023 година откри дека меѓу оние на возраст меѓу 18 и 24, тројца од секој 5 се чувствуваат сами и изолирани. Мислам дека тоа е особено поврзано со COVID. Престанаа да излегуваат по училиште, престанаа да се гледаат со своите пријатели надвор од училиште и целото нивно образование се префрли на мониторите. Нивната интеракција со пријателите беше преку интернет. По должината на брегот на Северен Кент, Рейчел Стоун ја украсува својата клупа со меѓународниот символ за кревање на свесноста за менталното здравје. Особено околу Божиќ, мислам дека луѓето страдаат уште повеќе и се осамени. Мислите дека сите околу вас си поминуваат толку убаво, а тоа влијае преку социјалните мрежи. Многу е важно да имате со кого да разговарате и да се отворите. Затворањето во себе е една од најлошите работи што можете да си ја направите, бидејќи едноставно сте сами со вашите мисли. Пораката на Рейчел е едноставна. Не одминувајте никого. Ако му треба помош на некому, разговарајте. Ќе помогнете. Можеби, дури и ќе спасите живот.